СЈО е алатка за политички прогон во рацете на СДС против ВМРО ДПМН и неговите функционери. СЈО работи по диктат на власта и сите нивни случаи и обвиненија се правно неиздржани, конструирани и без никакви докази. Таргет и тврдина се едни од случаите преку кои СЈО имаше за цел целосно да ја изврти вистината и да ги манипулира граѓаните. СЈО преку овие политички монтирани случаи сакаше да представи пред јавноста дека ВМРО ДПМН од позиција на власт сама себе се присушкувала, што е крајно апсурдно и неточно тврдење. СЈО во текот на пресконференциите на кои ги презентираше нарачаните обвиненија од СДС, всушност го повторуваше наративот на Зоран Заев од партиските пресконференции, со што на сите граѓани им стана јасна спрегата СДС-СЈО. Преку случајот тврдина, СЈО ја лажеше јавноста за наводна милионска штета која била направена при уништување на старата опрема за присушкување, што е целосна лага и безобразна манипулација. Имено, уништувањето на старата опрема за присушкување не нанесе никаква штета врз буџетот на државата, бидејќи истата беше неупотреблива со 0 денари пазарна вредност, која не можеше да ги изврши функциите за која е наменета. Уништувањето на опремата е направено со целосно испочитувани законски процедури, при што е формирана стручна комисија која одлучувала по однос на истот. Целата постапка е извршена согласно законски предвидени процедури и тука нема апсолутно никаков доказ кој ќе го негира тоа. СЈО наместо да ја извршуваше задачата за која беа платени, тие ги извршуваа нарачаните хајки против ВМРО ДПМН од страна на Зоран Заев. Тоа најдобро се гледа по првата одлука на СЈО со која Катица Јанева ги ослободи обвинетите во случајот пуч, а потоа се повлечи обвинението. Иако Звонко Костовски ја призна вината и се спогоди околу висината на казната. Со своето однесување, СЈО се стави на листата политички инквизитори на 21. век и ќе биде запишано во темните страници на правосудната наука како институција која наместо според правните норми и стандарди работеше по политички диктат и вршеше политички прогон. Благодарам.